14 часот, време е за најновите информации од Вардарскиот регион, Македонија, светот и спортот. По настаните на денот започнуваме. Останете со нас. Повеќе од 14,5 милиони евра е проектиран буџетот на општина Кавадарци за 2018 година. Висока концентрација на PM10 частичките во утринските и во вечерните часови. Напладне во Велес тие беа во границите на дозволеното. Има или нема инсулинска криза во Македонија? Сдруженијето Лили Поп Шекерче со отворено писмо до премиерот Заев. Советот на општина Кавадарци на денешната седница го усвои предлог буџетот во висина од 14,5 милиони евра за 2018 година. Економскиот раст, зголемување на економијата, животниот стандард и квалитетот на животот се стратешките цели кои се планирани да се реализираат во проектираниот буџет. Колешката Мартина Митков повеќе. Повеќе од 14,5 милиони евра е проектиран буџетот на општина Кавадарци за 2018 година. Според локалната самоуправа, ова е досега историски најголем буџет на општината. Градскиот совет на денешната седница го усвои предлог буџетот и програмите за работа на општината, кои се составен дел од истиот. Советниците од СДСМ сметаат дека одредени ставки предвидени во буџетот треба да се преиспитаат од аспект на тоа дали се од примарно значење и дали ја оправдуваат целта за која се наменети. Исто така се изјаснија дека вака предложениот буџет е предимензиониран и тешко остварлив. Бидејќи се работи за еден од најважните акти кои ги носи Советот на предлог на градоначалникот, предлог буџетот беше предмет на опсежна обсервација во работата на Комисијата за финансии, каде разјаснивме поголем дел од прашањата. Предложениот буџет за 2018 година, како во приходниот, така и во расходниот дел, е димензиониран на износ од 885 милиони 882 илјади денари. Од вака направенава анализа, сакам да укажам на само дел од овие ставки за кои сметам дека треба да се преиспитаат од аспект на тоа дали се од примерно значење и дали ја оправдуваат целта за која се наменети, или пак е потребно порационално користење на финансиските ресурси. Опозицијата пак смета дека буџетот е реален и домакински изготвен, има развојна компонента и капитални проекти и рекорден буџет за комунална изградба од над 200 милиони денари, рече советничката на ВМРО ДПМН Анита Гинова Каракутова. Исто така, советникот Зоран Јованчев истакна дека согласањето на буџетот ќе му дадат ветер во грб на градоначалникот да ги реализира планираните проекти. Актот во кој финансиски е внесено се она што ја обележи 2018 година. Имено сите оние програми кои што ги гласатме мора се имплементирани со финансиски средства, доколку не се предвидени во буџетот, џабе сме ги изгласале. Оваа година буџетот на општина Кавадарци е димензиониран на 885 милиона 882 илјади денари. Од деталното образложение на планираните приходи и расходи, како и од претходни дискутанти и од работење на Комисијата за финансии, можеме да видиме дека се работи за еден амбициозен, поголем буџет, меѓутоа домачински. Советничката група, јас како координатор на советничка група го кажувам ставот наш. Ние ќе гласаме за позитивно, значи за овој предлог буџетот и едно мало појаснување од моја страна во делот на комуналната дејност и комуналната изградба. Во програмата Ј, тоа е таа комунална дејност, е на вкупен износ од 304 милиона 831 илјада денари или вкупно 64% од вкупниот општински буџет. Градоначалникот Митко Јанчев смета дека е направен реален буџет кој ќе се реализира и дека е горд што одредени советници рекоа дека е преамбициозен. Основниот буџет изнесува повеќе од 7 милиони евра. Буџетот од самофинансирачки активности е речиси 30 милиони денари, приходи од дотации близу 350 милиони денари, приходи од донации изнесуваат повеќе од 27 милиони денари и не се предвидени приходи од кредити. Советот ја усвои и одлуката за извршување на општински буџет и календарот за подготовка и донесување на буџетот за 2019 година, економскиот раст, генерален урбанистички план, економски развојна зона, зголемување на економијата, животниот стандард и квалитетот на животот. Ова се стратешките цели на властите кои се планирани да се реализираат со проектираниот буџет.
Висока концентрација на PM10 частичките во утринските и во вечерните часови. Напладне во Велес тие беа во границите на дозволеното. Каден телевизија ги анкетираше велешани колку тие знаат да се справат со загаденоста и како да се заштитат од преголемата загаденост на воздухот. Дијана Иванова со деталите. Во 14 часот мерната станица во Велес покажа дека PM10 частичките во воздухот се 33 микрограми на метар кубен. Ова значи дека велешани во овој временски период дишеле чист воздух. Но тоа не беше така неколку часа претходно. Истата мерна станица во 9 часот покажуваше дека канцерогените частички се високо над дозволеното или 188 микрограми на метар кубен. Каеден телевизија денеска ги прашуваше велешани како се справуваат со загаденоста. Да рече човек, частички. Цел живот е частички. Од разни работи се дешаваат тие. Па не излегуваме надвор. Не испаѓаме од дома, ние Се пензионери. седиме дома повеќе. Претежно е дома. И тоа. Дома врием камилица, инхалирам на некој начин ради дечињата и тоа. Ко седиме дома и што друго? Остан. Друго. Устан сме дома, седиме. Тоа е. Ние многу не ги осеќаме да ви кажам. Ја и ретко излегувам, денеска така случајно излегував. Инаку немаме таква работа. Ни маска, ништо. Советниците во Советот на општина Велес неодамна изгласаа итни мерки, чија основна цел е подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух. Општината отвори и телефонска линија, на која граѓаните може да пријавуваат доколку некој пали гуми, кабли, отпад, стрништа, пластика и друг вид на опасен отпад кој што предизвикува зголемување на загаденоста на амбиенталниот воздух. Ги прашавме велешани дали го знаат телефонскиот број и дали имаат пријавено. Не го имам забележано точно бројот, ама и оди на реклами. Ќе го запишам и би пријавила. И за Коледа, и за сите тие работи би пријавила. Немам. Не би пријавила, не. А дека дишењето на загаден воздух е штетен по здравјето на луѓето, докази и научната студија на Институтот за јавно здравје. Експертите од институтот посочуваат дека од 30 до 35% од болестите во Македонија се предизвикани од аерозагадувањето. Како последица на ова, годишно умираат околу 1300 лица. Смртните случаи се предизвикани од 3 големи групи заболувања, кои директно се поврзани со аерозагадувањето, а тоа се исхемична болест на срцето, мозочен удар и рак на белите дробови. До денеска скоро еден месец нема инсулин. Скоро еден месец некои се поигруваат со судбините на над 50.000 граѓани зависни од инсулин, од кои 500 се деца. Алармираат од Сдруженијето на лица со дијабетес Шекерче Лолипоп од Велес. Во отворено писмо до премиерот Зоран Заев бара тој лично да се ангажира и да превземе итни мерки за средување на состојбата. Скоро еден месец, некои си поигруваат со судбината на над 50.000 инсулин зависни граѓани, од кои над 500 се деца. Време е вие лично да се ангажирате и да действувате, пред се кон оние кои се законски обврзани и надлежни, а и кон оние кои земале обврска, преку тендери, навремено и редовно да ја остваруваат уставната обврска во име на Република Македонија за достава и достапност на лекување со инсулин во регионалните инсулински аптеки во количини кои што треба да ги имаме. Ова во писмо му го напишаат членовите на Сдруженијето Лилипоп Шекерче од Велес на премиерот Зоран Заев. Председателот Димче Веле во изјава за медиумите вели дека состојбата со недостиг на инсулин за луѓето со дијабет во земјава е алармантна. Ние немаме инсулин. Оние што имаат шеќерна болест и популарно кажано или што страдаат од дијабетес знаат што значи инвазијата на дијабетес до кога немате доволно инсулин, односно кога шеќерот ви е во хипер или хипогликемија, односно кога немате шеќер или имате премногу шеќер. Одговорноста на државата дефинитивно дојде на дневен ред и единствен на кој што последно остана да бараме, да не кажам и замолиме, е председателот на владата малце посериозно да ги дигне прашањата, да се разговараат и системски да се решат. Веле вели дека инсулинската криза надлежните мора веднаш да ја решат. За дел од пациентите, инсулинот значи живот,
особено за помладите пациенти. Децата се најголем таргет сега на нашата реакција. Сите ние во принцип имаме проблем, меѓутоа лицата со диабетес тип 1, кои што мора да примаат инсулин по повеќе пати на ден, они се најзагрозена категорија ако сакаме да ги кажуваме по категории или по делови. А децата до 20 години кои што имаат најмногу активности, кои што се најмногу надвор, кои што имаат сега со празнициве радости, тие се соочуваат со проблемот на недостаток на инсулин. Македонија нема инсулинска криза, рече во изјава за медиумите владиниот потпарол Миле Башњаковски. Тој тврди дека инсулин има доволно. Во моментов не постои инсулинска криза, туку имаме доволно инсулин. Меѓутоа во текот на денот, а во наредниве денови поспецифично ќе добиете одговор на сите актуелни прашања поврзани со Министерството за здравство. Новиот министар наскоро ќе излезе и на пресконференција. Меѓутоа, во моментов нашите информации говорат дека во моментов имаме доволно залихи, не постои инсулинска криза, набавени се и постојат. На оваа изјава реагира Велев. Тој прашува како има инсулин во земјава, а во инсулинските аптеки диабетичарите добиваат информација дека истиот го нема. Инсулинската криза во македонското здравство не е нов проблем. Дали новиот министер ќе се справи со овој проблем, останува времето да покаже. Двајца работници од приватна фирма од Кавадарци вчера биле повредени откако извршувале активности за отстранување дефект. Настанот се случил околу 14 часот и 30 минути во Кавадарци, додека извршувале работни задачи во приватната фирма. ГС-42 и ММ-40, двајцата од Кавадарци, поднеле од корпа која била подигната со работна машина. Припадот ГС се здобил со тешки телесни повреди, додека ММ се здобил со телесни повреди. По овластување на јавен обвинител, увид на местото на настанот извршила екипа од полициска станица Кавадарци и трудов инспектор, информираат од МВР. Двете лица се задржани во јавната здравствена установа Општа болница Кавадарци за понатамошно лекување. Децата од детската градинка Борис Трајковски денеска ги израдува градоначалникот на Демир Капија Лазар Петров. Тој им додели новогодишни пакетчиња на децата со тоа што придонесе за широки насмевки на нивните лица, како и за поубави и посреќни новогодишни и божјикини празници. Катерина Нацева со деталите. Околу 80 дечиња кои престојуваат во детската градинка Борис Трајковски Демир Капија денеска добија новогодишни пакетчиња. Традиционално и оваа година градоначалникот на општина Демир Капија Лазар Петров им ги разубави пред новогодишните празници. Насмевките на лицето се големото благодарам за нас. Гледајќи ги како се дружат и забавуваат, не потсетуваат на нашите детски денови, истакна градоначалникот Петров. Дружбата со Дедо Мраз и споделувањето на желбите беше круна на забавата. Не изостана ниту завршната предновогодишна приредба која вработените во градинката заедно со дечињата ја подготвија за присутните гости. Новогодишни пакетчиња градоначалникот Лазар Петров подари и на учениците од подрачните училишта во село Корешница и Бистренци. Заедно со оделенските наставнички, учениците подготвија приредба на која преку песнички, стихотворби и драматизација ја испратија старата, а со насмевки на лицето подготвени да ја дочекаат новата година. Со ова градоначалникот Петров на учениците им посака среќни и весели празници и убав зимски распуст. По најавата на Зијадин Села дека ќе напушти владата по усвојувањето на законот за јазиците, замениците министри од Алијансата за албанците ќе поднесат оставки. Како што најавуваат од партијата, заменик министерката за надворешни работи Арта Точи и заменик министерот за транспорт и врски Ремзи Мемети утре ќе ги достават оставките во писмена форма. Вестите од земјава во продолжение. Енергетскиот биланс за 2018 година предвидува зголемување на потрошувачката на финална енергија за 2,7% повеќе од годинава. Најголемо учество во потрошената енергија ќе имаат нафтените продукти со 51,5%, пошто ќе следи електричната енергија со 28%,
биомасата со 10,5% и аглените со 5,3%. Како што беше истакнато на седницата на Македонската енергетска асоциација, на која се разгледуваше енергетскиот биланс, 39% од вкупната потрошувачка на финална енергија ќе абсорбира сообраќајот, 27% индустријата, 26% домакинството, 5% комерцијалниот и услужниот сектор, 1% земјоделството. Производството на електрична енергија се предвидува да изнесува 5766 гигават часови или за 3% повеќе од 2017 година. Пропадна првиот проект на новата влада. Проектот Добре дојде бебе најдена незаинтересираност од страна граѓаните. Министерството за здравство го промовираше пред 5 месеци, а сега со нова услуга од Управата за водење на матични книги ќе го надминува проблемот со кој се соочува. Од 1 јануари идната година, секое дете родено во едно од 5 родилишта на територијата на Скопје ќе се пријавува само во Скопското подрачно оделение на матичната служба, а не во општините каде што се наоѓаат здравствените институции. Изводот од матична евиденција ќе се издава во рок од 5 дена. Котевски истакна дека проектот Добре дојде бебе, кој што овозможува пријавување на новороденчето уште во болница и добивање на извод во рок од 48 часа и кој досега го искористувале просечно 30% од родителите, ќе продолжи во иднина. Снежна бура во северна и централна Јапонија предизвика проблеми во сообраќајот и откажување авионски летови и возови. Поради бурата денеска се откажани 12 летови, десетици возови и 15 патнички бродови на островот Хокаидо. 100 автомобили се блокирани на магистралата во областа Јамагата, а утрово имаше и верижна сообраќајка во која учествуваа повеќе од 10 автомобили. Во сообраќајни несреќи поради замрзнати патишта на островот се повредени десетина лица. И во Чикаго е окован од мраз, а властите отвориле места за загревање. Прогласена е воредна состојба во најзагрозените места. Вестите од регионот и од светот во продолжение. Србија ја евидентира првата жртва предизвикана од компликации на мали сипаници. Станува збор за 20 годишен човек од Белград. Според информациите објавени од страна на тамошните медиуми, сега починатиот немал примено вакцина против оваа болест. Српските здравствени институции досега изброиле 630 заболени лица од мали сипаници. Дури 91% од заболените биле невакцинирани или делумно вакцинирани. Грчката агенција АНМП пренесува изјава на министерот за миграцијска политика Јанис Музалос во која тој вели дека Грција има проблем со малолетни бегалци и дека земјата бара од Европа да преземе некој од нив, но засега немало интерес за такво нешто. Музалос вели дека во кампот за бегалци Морија на Лесбос има 250 деца без придружба и уште 68 сороднини. Во кампот кој е еден од 5 кампови за мигранти на островите во Егејско море, има повеќе од 5000 луѓе, а капацитетот е за само 2300. Во кампот има и многу бремени жени, но и околу 500 луѓе на листа на чекање за психијатриско лекување. Повлечени се потписи од иницијативата за укинување на специјалниот суд за злосторства на ОВК. Од 43 пратеници во Косовскиот парламент, 8 ги повлекле подписите, пренесува РТС. Пратениците кои што ги повлекле подписите се представници на политичките партии Алијанса на Косово и Иницијатива за Косово. Поддршката на иницијативата за укинување на специјалниот суд се намалува, како што се зголемува меѓународниот притисок, велат познавачите на состојбите. Повремени врнежи од дожд и снег на високите планини најавуваат за утре од УХМР. Врнежите ќе започнат во западните делови, каде ќе бидат поинтензивни локално околу 20 литри на метар квадратен, а до крајот на денот ќе се прошират во поголем дел од земјата.
Ке дува и заселен јужен ветар. Во петок има слаб локален дожд, а слаб снег ке има и на некои повисоки места во западните делови. За време на новогодишниот викенд времето ќе биде стабилно и суво. Во сабота ќе дува умерен северен ветер, а во недела и понеделник по одделни котлини ќе има услови за појава на магла. Тоа е се за овие вести. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.